Добро вечер, Костадин. Како што можевме да слушнеме од изјавата денеска на премиерот Мицкоски, уставните измени ќе представуваат само отварање на Пандорината кутија, полна со бугарски барања кои што се поврзани со македонскиот идентитет, историја и јазик. Ова доаѓа како вчера билатерална средба остварија претседателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова со својата бугарска колешка Илијана Јотова, од каде што јасно беа упатени пораки дека уставните измени се само почеток на оние бугарски барања, односно начин како Македонија да ги отпочне преговорите, но не и гаранција дека и во иднина Македонија нема да биде блокирана од Бугарија. Токму на оваа тема во вестите во 20:15 ќе разговараме со собранискиот потпредседател и поранешен министер за надворешни работи Антонио Милошовски. Добро вечер, господине Милошовски. Ги слушнавме вчера пораките од Илијана Јотова. Како можеме да ги сватиме овие пораки? Дали Бугарија едноставно со тоа што кажува дека уставните измени се само почеток, ни најавува можеби некое ново вето за Македонија во иднина доколку не ги исполниме сите нивни барања, уцени и условувања? Изјавите од претседателката на соседна Бугарија за нас не се новост, бидејќи предупредувавме и во 2020 и 2022 година дека сепак подпишувањето на анексот 1 и 2 на протоколите кои што беа подпишани од Бујар Османи и тогашната влада на Димитар Ковачевски овозможуваат и даваат можност на Бугарија да ги надополнува само своите барања и фактички оваа изјава ги демаскира, условно кажано, тезите на претседателот на опозицијата Венко Филипче, кој што манипулативно тврди дека Бугарија има едно барање и дека тука завршува се. Но во секој случај сметам дека средбите кои што ги направи претседателката Силјановска-Давкова и министерот Муцунски се за поздравување, бидејќи треба да се одржи диалогот, дури и во услови кога има некое недоразбирање или кога има различни позиции. Втората работа што мислам дека охрабрува се личните и директни средби на премиерот со неговиот колега Мерц, канцеларот на Германија, исто тако и со францускиот претседател Макрон, и оптимизмот на премиерот дека овие двајца челници од две влијателни земји на Европската унија сепак покажуваат интерес по однос на ова прашање да дадат своја помош и да дадат поддршка како да се придвижи процесот, треба да се цени и треба нашата дипломатија и политичките лидери да најдат начин како да се биде попрагматичен. Се надевам дека во следниот период ќе успееме таков прагматизам да видиме и од соседна Република Бугарија, што во моментов не е баш нивниот пристап таков. Го знаеме јавниот став на македонската влада дека уставни измени без гаранции за предвидлив европски пат во моментов нема да има. Дали Македонија, согласно новите пораки од Бугарија, мора да бара можеби некакви правни гаранции дека нема да има идни блокади од Бугарија? Македонија во секој случај, ако сака сериозно да се движи по патот на европските интеграции, прво што е најбитно е да има известност дека тој пат ќе води до целта. Би било многу лекомислено да се отпочне патот со правење на непринципиелни национални отстапки, а истиот да заврши со втора, трета или четврта блокада кратко после тоа. Затоа сметам дека е логично издржано барањето, позицијата, аргументираниот став на македонското раководство да имаме известност на патот на европските интеграции, особено сега во прилики кога најголемите земји членки на Европската унија нудат модел на интегрирање, приближување кон Европската унија без полноправно членство во случаите на повеќе земји кандидатки, но сепак со интегрирање во значајни области на Европската унија. И затоа ценам дека она што најмногу ни е потребно во овој момент е на домашно ниво да немаме меко ткиво, на домашно ниво да немаме политички релевантни политички субјекти кои ја спуштаат цената на градењето на една заедничка национална позиција која што треба да биде релевантна и за Берлин, и за Париз, и за Софија, и за другите земји членки на ЕУ, за да може како кредибилна позиција да биде подобра преговарачка позиција за еден прагматичен однос. На крај да заклучиме, дали Бугарија со овие нови пораки јасно кажува домата бугарска власт предводена од Радев дека се можни на крај вета и во иднина? Ова е нешто што тие го повторуваат во изминативе 5-6 години од страна на соседна Бугарија, без разлика која политичка опција била начело на извршната власт во Бугарија, но некои политичари во Македонија се обидувале да не го слушнат тоа што доаѓа како отворена и
јасна порака. Во секој случај, сметам дека ние треба да бидеме реалисти и врз основа на таков еден реализам да пробаме да изградиме попрагматичен однос со челните земји во Европската унија. Ви благодарам, господин Милошовски. Тоа беше разговорот со Антонио Милошовски околу најновите случувања на темата Македонија и Бугарија, односно онаа порака која што стигна од Софија дека уставните измени се само почеток, а Македонија ќе треба да исполни многу други работи што во иднина би ги побарала Бугарија со цел да нема блокади на европскиот пат. Костадин?